Сите здравствени осигуреници ќе бидат ослободени од болничката партиципација. И сметаме дека оваа мерка е една од мерките кои што ќе го олесни она финансиско оптоварување кои што го имаат пред се, оние што се приматели на социјална парична помош. Значи, социјалната парична помош е навистина многу ниска. Сметаме дека сумата која што од 2000 до 6000 денари што ја примаат тие приматели на социјална парична помош е премногу мала. Тоа е далеку под прагот на онаа сума која што е неопходна за да живеете под прагот на сиромаштијата. А денеска сиромаштијата во Македонија зема се поголем замах. Значи, 180.000 граѓани според Светска здравствена организација денеска живеат само со 40 денари на ден. Замислете, 40 денари на ден ви се доволни да купите само еден леп, да не купите вода и ништо друго и да преживеете со тоа, што е фрапантно. Од друга страна, 500.000 граѓани во Македонија живеат под прагот на сиромаштија. Оваа мерка, која што ние по наши проценки пресметавме дека изнесува негде околу 420 милиони денари на годишно ниво, и тоа се според официјалните податоци кои што се дадени од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ќе биде сега на терет на државата. Државата ќе биде должна да го финансира тоа бесплатно болничко лекување кое што ќе може да го користат сите здравствени осигуреници. И имате респираторно заболување, да кажеме хронична обструктивна белодробна болест. За таа болест партиципацијата ви изнесува негде околу 1700 денари, која што треба да ја платите. И тоа хронично заболување претежно во зимските месеци кога загадувањето на воздухот е прилично големо. Не ви е еднократ, може да биде и 2 пати и 3 пати да заглавите на лекар за да морате да го добиете тоа болничко лекување. Хируршките интервенции се друга приказна. Ако поради стресот во кој што како општество живееме, ние секојдневно мораме да се справуваме со стресот, добиете некое кардиоваскуларно заболување, треба да завршите на хируршки стол за да ви се вгради бајпас. Партиципацијата за тоа изнесува некако околу 6000 денари. Замислете сега, примател на социјална парична помош, да треба да ги покрие овие трошоци. Тоа е апсолутно незамисливо. Значи, треба буквално да ги даде сите пари кои што ќе му ги даде државата и да ги врати назад кај државата. Имавме една скршеница на рака, имавме од сообраќајна несреќа дете настрадано каде што требаше шипка да им се вади. Истите, поради тоа што нема средства, не можеа да ја вадат шипката и од раката во конкретниот случај на ногата, затоа што нема финансиски средства за да го подмират долгот. Отпусната листа се знае дека не треба тие да задржуваат и дека се коси со законот за правата на пациентите. Иначе ни се случува по 3 пати, 4 пати, доаѓа луѓе од натрешноста, при што ако имаме и неподвижно лице, такси прелаз напред и назад е 3000 денари, ако се случи тоа неколку пати, никој нема ги рефундира. Ако татко му не може да му даде пари, како детето ќе ги лекува забите, затоа што цената на чинење на стоматолошка услуга за дете е исто и како на возрастен, што значи поправка на зап од 400 до 700 денари. Согласно подпишаната и ратификувана конвенција за заштита на правата на децата на Македонија, Македонија мора да ги ослободи децата од плаќање на сите здравствени услуги. И тоа сметам дека треба да биде приоритет на оние кои што ќе донесуваат одлуки во Министерство за труд и треба да се изнадат финансиски средства како ќе се покријат овие трошоци. И онака имаме низок процент на наталитет. И онака имаме малку деца во државата, така да сметам навистина треба да смртноста на новороденчиња е многу високо ниво, сметам дека треба да се внимава и да се вложува во нив како ресурс. Со тоа што уште повеќе оние дечиња кои што доаѓаат од семејства кои што се корисници на социјална парична помош, нивото на социјална парична помош е пrenиско и не може да им обезбедат ни квалитетна исхрана, ни квалитетна живот воопшто да не зборуваме, ниту квалитетно образование и затоа здравствената заштита задолжително треба да биде бесплатна за оваа категорија. Луѓето од периферијата, од Гевгелија, Девар, Делчево, Пехчево, Берово, треба да дојдат до Скопје. Тоа не е ефтино, тоа чини пари. Корисниците на социјална парична помош сигурно дека не може да ги покријат тие трошоци толку лесно. И тоа не завршува само со еден преглед, не завршува ни со болничкото лекување. Вие треба да се јавите на контрола, треба да се јавите на други прегледи кои што повторно ви се поврзани со клинички центар во Скопје. Ние ја градевме нашата програма во консултација со вас како граѓански здруженија. Значи ние внимателно ве слушавме кога ја градевме програмата во која што стававме мерки кои што се потребни за граѓаните. И ние нема тоа да престанеме да го правиме. Ова што е во делот со бесплатно болничко лекување не е лесно. Значи тешко. Се нафативме да го направиме и ќе останеме на тоа. И рековме, ова е само еден чекор во правост
здравството е бунар на проблеми, ама ќе ги решаваме чепар по чепар.